Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Ево остана уште само 2 викенда до новата година. Неколку епизоди поред тука на почетокот на емисијата на некој начин плачам како мало дете што ете мојот град Скопје на само некоја недела пред нова година се уште тоне во мрак. Кукам како нема ништо накитено, како нема никаква новогодишна атмосфера, дека Скопје пред празниците наликува на оние обседнати градови од хорор филмовите. И еве конечно неделава после сите критики, нашата градоначалничка се одважи и постави елка на плоштадот. Пред да ги покажам фотографиите од накитениот плоштад, морам да ве предупредам дека поради блескавите ефекти на елката, оваа слика може да влијае на фотосензитивните гледачи. Малку да не сте во ред со видот и нема ништо да видите од ова. Ова е, драги мои, плоштадот во центарот на главниот град на Македонија. Земја во Европа, членка на НАТО и кандидат за членство во Европската Унија. На плоштадот, во оваа метропола, поставена една бедна елка. И тоа над онаа фонтанана што од негрижа пропаѓа и не дај Боже некој дете може да ни пропадне. Поставени се неколку висечки, сјалички, десетина куќарки кои изјаат празни и ставено е во погон едно вовче кое кружи наоколу. Знам дека за вкусови или не се дебатира, ама ја не знам некој на овој свет што нема да се согласи дека ова е бедно. Поголема мизерија од ова не сум видел. Ако минатата година елката во Скопје прогласија за најтажна елка во регионот, годинава не знам зашто ќе ја прогласат. Многу ме интересира дали ваква бедна елка арсовска има поставено и дома и дали ги обидува нејзините дека тоа доволно. Еве не, јавно ја повикувам, нека слика и нека ја сподели сликата да видиме како е накитено по дома. Срамот. Па поминете само едно 100 метри, излезете на кејот на Вардар и ќе видите дека таму е веќе друга атмосфера. Не од што арсовска накитила, туку од сијаличките и украсите кои ги имаат ставено кафулињата кои се наоѓаат таму. Поминав пред некој ден и видов како младите прават селфињи и се сликаат со украсите на излозите од кафулињата, затоа што ако излезат на плоштад тешко нив. Пуште, ако имате некој од постарine телефони со послаба камера, ништо нема да ви излезе од сликата со елката на Арсовска. За разлика од плоштадот, свртете еден круг низ Дебар Мало или тркнете до аеродром и ќе ја видите разликата. Скопјани стојат во редови за да влезат или да се возат на реквизитите поставени во Зимзолен, во аеродром. Не дека е кој знае што, ама од што нема друго, мора некаде детста да ги носиме. Благодарам градоначалничке, успеавте Скопје да го накитите со депресија. Се надевам дека градот ќе ве преживее до изборите следната година и потоа никогаш повеќе да не ви видиме. Толку на оваа тема. А сега да се вратиме на настаните кои одбележаа минатата недела. А рака на срце, имавме прилично бурна недела. Сите ми питат за реченикот сад, едно нешто како зборувам на македонски. Сам ќе се преведам во повеќе време. И ја ќе видам многу краток, мислам дека ова беше предпоставено недоброто предавање што имавте во школата. Црната листа на САД опасно блиску се доближи до лидерот на ДУИ Али Ахмети, стигнувајќи до неговиот клучен соработник, неговата десна рака и главен пулен Артан Груби. Значи, според американскиот Стейт Департмент, Груби, заедно со апелацискиот судија Енвер Беџети, се луѓе кои биле вклучени во значителна корупција и сега се меѓу 14 граѓани од Македонија кои се наоѓаат на овој црн список. Поранешниот вице-премиер Артан Груби и апелацискиот судија Енвер Беџети јавно се означуваат за нивната вклученост во значителна корупција, со прифаќање мито за нарушување на судските процеси, поврзани со кривичното осудување на Сашо Мјалков, поранешниот директор на УБК, соопшти Стейт Департментот. И не се само Груби и Беџети, оцрнети се таму и членовите на нивните најблиски семејства. Груби е втора активен функционер од ДУИ кој е ставен на листата. Ако памтите, предходно американците таму го ставија и градоначалникот на Струга Рамис Мерко. А судијата Беџети беше во центарот на скандалот затоа што го чуваше 9 месеци во фиока предметот Таргет тврдина за да застаре. По притисок на јавноста судскиот совет отиде во контрола, го утврди ова и го смени текот на судскиот процес, но Беџети помина само со парична казна. Беше казнет со 20% од платата. Според американската амбасадорка Анџела Агелер, ставањето на Груби и судијата Беџети на црната листа е за да се повикаат на одговорност оние поединци чии криминални дејности ги поткопуваат безбедноста, стабилноста и управувањето и вредностите на управување.
Според неја, доказите за нивните влијанија се достапни и се очекува македонските институции да превземат мерки. Агилер не кажа конкретно што правеле Груби и Беџети. Таа можеби не кажа, ама сите ние си знаеме. Од хулиган кој фрла камења кон полицијата за одбрана на Скопското кале, со партиска книшка до највисоките државни функции, кошаркари фудбалер во народните канцеларии, миленик на странците и координатор на проектот за коридорите 8 и 10Д, заврши на црната американска листа. Артан Груби, за кого се измислуваа функции во владата, корупцијата го направи непосакуван преку океанот, затоа што со контроверзниот Енвер Беџети правеле малверзации во предметот Таргет тврдина за масовното прислушкување. Груби политичката кариера ја започна во 2011 година на Кале и се чини како по филмско сценарио таму и му ја завршија. Политички анонимус и само обичен водач на навивачката група шверцери. Груби, како кадар на холандската амбасада и председател на невладината Разбуди се, ги предводеше протестите на Скопската тврдина, откако се проширија информациите дека таму ќе се гради црква. Фрлањето камења кон полицијата го лансираше Груби во политичкото звездено небо, а тогаш лидерот на Дуј Али Ахмети во него виде заменик на Ермира Мехмети, до тогашната негова десна рака. Несудениот градоначалник на град Скопје во 2013-та, една година подоцна станува пратеник и трпеливо чека до 2020-та. Тогаш во коалицијата Заев Ахмети Груби станува прв вице-премиер, утеха за неисполнетите ветувања на интегративците за премиер албанец. Гостивари гангста сонте. И семо беше како песна на Груби се додека не стана трн во око на огнените момчиња. Ахмети нема да се откаже од миленикот Артан и затоа за прв пат ќе добие вистински противници. Интересно ми е како го прифаќате, значи тоа беше нарекување од страна на господинот Ахмети со одредена иронија која се однесува на еден стар филм, албански филм. Интересно му беше на Груби кога го поврзуваа и со државната лотарија и со сомнежите за криминал и корупција во приредувањето игри на среќа. Ама тоа не го спречи да игра фудбал и кошарка во канцелариите направени од народни пари. Не го спречи да стане ниту прв координатор на милионскиот тендер за коридорите 8 и 10Д на Бехтел Јенка. Ајте, радувајте се, ве молам, радувајте се гради во држава, значи сите ќе имаат работа, ќе биде добро за цело општество, за сите граѓани и мислам дека мичката можеме да ви ја поклонам ако се. И само година и пол почалом на првиот вице-премиер за историскиот договор со американско-турскиот конзорциум. Груби останал шокиран за тоа што заврши на американската црна листа. Очигледно не му паднало добро. Оти цел живот вели го посветил на одбрана на западните демократски вредности. Ке се обврзам со сета посветеност и максимално, заедно со сите наши пријатели и партнери, со кои споделуваме визијата и работевме со години за интеграција на земјата во евроатлантските структури. Целосно да го разјасниме ова прашање. Заедно со него непосакувани во Америка се и неговото семејство, а и судијата Енвер Беџети, кој се поврзува со партијата од Мала Речица. За американците и тој и Груби се виновни затоа што дозволиле да застари предметот за масовното прислушкување. Не сакам да танцувам врз политичкиот гроб на Груби, но морам да прашам, што ќе правиш, црни Артане? Знаеш дека каменот доаѓа одблизу. Се вивна во политичкиот живот фрлајки камења кон полицијата, наводно бранејки го калето, за сега од истото тоа кале, но од другата страна да добиеш камен по глава. Или со други зборови, почна на кале, сега калето ти пресуди. Играше кошарка и фудбалче во канцеларија, ни леташе орли, не правеше нас новинарите неспособни и ни се исмеваше за што возеше скапи коли. Си се назначи за прв вице-премиер, иако таква функција не постоеше, па дури отиде и се стави главен изведувач на мегапроектот на американската Бехтел Јенка. Правеше се од позиција на моќ, ја злоупотреби таа моќ, веројатно во заблуда дека ти и твојот Ахмети ќе бидете вечни и дека ќе останете безбедни под закрилата на американците, чии миленици бевте едно време. Гледаме тоа време мина. Како е познатата мисла на Кисинџер? Не знаеш што е полошо, да бидеш непријател на американците или нивни пријател. Што ти е судбина? Политичката кариера ја започна како водач на шверцерите, а еве сега ја заврши на американската црна листа како обичен шверцер. Иако одлуката нагласува дека таа не е за осуда, туку за потикнување на подобрување на однесувањето, јас пред Бога, семејството и пријателите сум чист како солза,
но со намера да придонесам за вистината која многумина од вас гледам дека веќе ја знаете, а за да не бидам ничив политички товар, решив да се повлечам од јавниот живот. Целиот мој јавен живот безкомпромисно сум посветен на еднаквоста на албанците во Македонија, за регионот во мир, за целосна интеграција во НАТО, за стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и за членство во Европската Унија. Фактот што денес Македонија е членка на НАТО и ги започна преговорите за членство во Европската Унија е јасен доказ за оваа соработка и заедничка посветеност. Ке напише Црни Груби на својот Facebook профил. Може би си чист како солза за своето семејство и пријателите, но пред нас, граѓаните, но и законите, воопшто не си. И до некаде со право си изненаден, Црни Грубе, затоа што веројатно во твојата глава на вистина веруваше дека ако си бил за НАТО, ЕУ и САД, си го веел американското знаме, тоа ќе ти служи како плашт што ќе те штити од тоа да ти стават лисици на раците. Во писмото си наброја се што си правел со стратешките партнери од САД, но проблемот не е во тоа што си правел со нивно знаење, туку во тоа што си правел без нивно знаење. За да мислиш дека си бил на власт и то како прв вице-премиер, американците не гледаа што се прави? Гледаа. Само што сега кога не си на власт, ти дојде редот да им се придружиш на останатите звучни имиња од македонската политичка и бизнис елита. Заштитата од американците која ти мислеше дека ќе ја имаш, падна кога и ти падна од власт. И тоа е добро, затоа што со оставањето на црната листа на висок функционер на ДУИ, и тоа особено влијателен како што е Груби, американците испраќаат порака дека политичките лидери на албанците во Македонија не треба да сметаат на нивна бланко поддршка колку и да ги веат американските знамиња. И добро ги вееше Груби, и добро се снаоѓаше во сите влади, ама се чини дека во последната, начело со СДСМ, со Ковачевски и Заев на вистина аздиса. А тоа што го правеше после, откако замина во опозиција, веројатно сам си пресуди. И верувај, ни Свети Ахмети сега нема да може да ти помогне. Али Ахмети ќе почитува одлуката на САД, што го ставија на црната листа Груби, но сепак, вели Груби, со факти ќе обжали одлуката. До тогаш тоа што Груби е дел од највисокото партиско раководство на ДУИ, нема никаква штета, смета Ахмети. Ако се докаже дека тој бил вмешан во корупција, тогаш сам ќе ја напушти партијата. Господин Груби има право на жалба, ке го води процесот насочен со факти. Ова право Груби го има во одлуката на Стейт Департментот и тој сигурно нема да му наштети ниту на неговиот политички субјект, ниту на неговото семејство до моментот кога овој процес ке добие финална разврска. Така е, Црни Груби. Му организираше разноразни прослави кај тебе во кабинет каде не важеа законите. Се пушеше, се свиреше на увце и се пееше гласно. А сега Тивко кажува дека ќе почитувал одлуката на САД. Искрено не знам што значи тоа дека ќе почитувал одлуката, но тоа што го забележувам, може да се гледа и од авион, е дека не застана во твоја одбрана. Како да те пушти низ вода. Знае Ахмети дека не смее да зуцне против американците, затоа што било кој друг да те нападнеше, одмак излезеше да ни раскажува како со овој чин се ширела албанофобија, се загрозувала безбедноста на државата и се рушел духот и придобивките од рамковниот договор. Друга работа, Ахмети и Груби во паниката што ги фати, направи една фроидовска грешка. Имено Ахмети во изјавата кажа дека ако се докажале сомнежите за криминал, Груби сам ќе се повлечел. Јоп, ден потоа, Груби се повлекува. Што значи ова? Дека двајцата признаваат дека сепак имало криминал. Токму така, во случајов не станува збор за етнички проблем, туку за чисто криминален. И верувајте, не е само Груби виновен. Неговото осамнување на црната листа е прецизен и добро испланиран американски удар во срцето на ДУИ. Знаете како што гаѓаат прецизно со ракети испалени од дронови и ги погодуваат своите цели право во центар. Со оваа политичка ракета нанесоа сериозен удар, која урни се и претвори во пепел тезата на Ахмети дека секој напад врз ДУИ е удар врз сите албанци. Ударот врз Груби, мојкната политичка фигура која реко важи за десна рака на Ахмети, е и директна порака од американците до сите оние команданти кои сакаат да ја воскреснат 2001 година
дека нема да дозволат да се запалат меѓуетничките односи само за да тие се спасат себе си и украдените милиони евра народни пари. И американската ракета не ги погоди толку Ахмети и Дуи поради незиниот легалистички карактер, односно обвинувањето за криминал, туку поради фактот што ја разоткри лагата што Дуи ја пласира веќе 20 години, а тоа е дека само тие како партија се борат за правата на албанците. Нели тврдеа дека донеле закон за албански јазик, ама тој во суштина е закон за сите јазици. Тврдеа дека добиле прв премиер албанец, а тој Кутриот имаше рок од 100 дена, а немаше ингеренции ниту требата околу влада да искоси. Тврдеа вработили илјадници албанци, а тие само ги полнеа институциите со партиски кадри. Тврдеа дека го подобриле животот на обичниот албанец, а во позадина гледаме цицале милиони и милиони евра од народните пари. Зарем постои поголем пример за лагата од тоа што после 20 години еден автопат до Блаце не направија, до Косово, за кој откриваме дека ете бил само милионска славина од каде се одлевале пари во нечии џебови. Болката на Ахмети и Дуи лежи токму во тоа, во фактот што американската ракета, која удри во криминалот, индиректно ги обелодени сите овие лаги и покажа дека денешното Дуи, кој е потоната во криминал, а не некој друг, гази, како што милува да каже Ахмети, врз мачениците и синовите на Учек. И друга многу важна работа. Знаете дека кај американците ништо не е случајно, ни тајмингот, ни причината, ни потегот. Црната листа не ја прави некоја си невладина организација од некој си градче во Америка, туку ја креира системни институции. И тоа системни институции кои во моментот важи за најмоќен во светот. Така што со црни груби Ахмети и Дуи претрпеа страшен политички удар, кој што е само врвот на пирамидата. Допрва ќе се анализира надоле, па ќе гледаме кој што јадел, кој што пиел и кој треба да плати на крај. А подобра тајминг од овој немаше. Нели се случи само ден откако Уставниот суд требаше да решава за судбината на законот за јазиците. За време на оној перформансор на Дуи со поставените шатори, од каде требаше веројатно да започне репризата на 2001 година. Теренот ни го подготвува со скврнавењето на македонското знаме, продолжи со ние подметнати пожари во Куманово, а требаше да заврши во шаторите пред Уставен, коите, патем, само неколку часа по објавувањето на одлуката на САД, некако осамна празни. Во целата оваа приказна со шаторите, најсмешно е што Дуи протестира против наводен политички притисок врз судот, а со тоа што поставува шатори, партијата врши политички притисок. Мери им ја логиката. Го бранат судот од тепање, така што му дираат 100 стапа. А зашто кренаа толку врева? Прво подготвителна седница со правни експерти, а потоа конечна одлука за оспорените членови на законот за јазици. Вака заклучија уставните судии денеска. Клучните пораки ги испрати председателот на Уставен Дарко Костадиновски. Рече дека работат под притисок и политичко насилие, заради што се приморани да ги уверуваат граѓаните. Оти политичарите ја доведуваат во прашање нивната независност. Не е моја работа да ги коментирам ставовите на политичарите, но едноставно бевме принудени. Воопшто не сакам да комуницирам, да полемизирам со политичарите, но самите сте свесни дека сме приморани на некој начин, не ним, најмалку што сакам, зашто кажав доволно за нивната политичка култура, не ним, туку на граѓаните да им се обраќаме и на граѓаните да ги уверуваме во нашата независност и во нашата непристрасност. Седницата беше бојкотирана од судиите од албанската етничка заедница Насер Ајдари и Осман Кадриу, кои не се појавија на работа. Фатмир Скендер пак ја напушти седницата, оти не требало да одлучуваат без двајцата колеги. Можеби судиите ќе се предомислат, без оглед на тоа дали тие ќе се предомислат или не. Ние понатаму ќе продолжиме работата, нема да бегаме во недоглед. Не мислам ја тоа сега што го барам да биде во недоглед. Предлогот за подготвителната седница на која ќе се дебатира за спорните одредби дојде од судијата известител Елизабета Дуковска. Таа доби поддршка од 4 судии, додека против беше Добрила Кацарск, која инсистираше законот за јазиците да се реши веднаш. Не гледам потреба правната фела да ја прашаме дали овој закон е уставен или не. Венецијанската комисија веќе има мислење за овие прашања, ние треба да одговориме, бидејќи ние сме уставни судии.
Председателот Костадиновски и колешките Дуковска, Васич Бозаджиева, Дабович Анастасовска и Павловска Данева одлучија дека треба да се консултираат со правници за да дадат издржани одговори за оспорените членови од Законот за јазиците пред јавноста. Мислам дека е добро да слушнеме аргументи од сите, не дека тоа ќе го промени нашиот став во однос на тоа дали е во согласност на уставот или не. Сметам дека предлогот на судијата известител е во ред, бидејќи граѓаните ќе бидат запознаени како и политичарите, бидејќи ниту разбираат, ниту знаат која е улогата на Уставниот суд, а тоа е да ја цени уставноста на законите. Од улица и со шатори не се брани уставот, децидне се мнозинството од уставните судии. Велат треба да бидеме транспарентни пред граѓаните за нашите одлуки, а не пред политичарите. Ниту еден од нас не треба да потклекне на политичкиот притисок, им порачаа на колегите Ајдари, Кадрио и Скендер, кои не присуствуваа на денешната седница. На Ахмети не му се допаѓа ни оваа одлука и продолжува со критиките. Ја знам дека е општо познато дека Али Ахмети уште од 2001 година е голем почитувач на Уставот на Македонија и експерт по уставно право со швајцарска диагноза. Ама па како ќе објасни дека пред некоја година истиот тој Ахмети го испофали, истиот овој суд изрази задоволство за нивната одлука во врска со изградбата на коридорот 8 и коридорот 10. Задоволство е да ја споделам со вас од личната вест дека коридорот 8 и коридорот 10 немаат законска пречка на патот на нивната реализација. Уставниот суд ја донесе конечната пресуда за правната исправност на постапката за реализација на најголемиот инфраструктурен проект во историјата на државата со познатата градежна компанија Бехтел Јенка. Прстенот на нацијата Тирана, Скопје, Приштина, многу наскоро реалност, напиша тогаш Ахмети. Значи, ако судиите гласаат за него, тие се супер. Ако истите судии гласаат против него, тие работеле под диктат на ВМРО ДПМН. Немојте ви се молам. Добро е што Уставниот суд реши, пред да се донесе конечната одлука, да се направи една поширока дебата, за да така конечно се разоткрие лагата на Дуи, дека со укинувањето на овој закон се удира врз правата на албанците. Затоа што нема никаква дилема дека законот е неуставно донесен и е полн со неуставна содржина која не може да се примени во пракса, а тоа го докажуваат забелешките од 13 представки што се поднесени до судот, како и во мислењето на Венецијанската комисија. Според уставните експерти, спорно е речиси се. Не бил донесен со двотретинско мнозинство, не бил разгледан од релевантни собраниски тела, не бил подпишан од тогашниот председател на државата, а спорна е и содржината која ги дискриминира другите немнозински заедници. Дополнително и самиот термин албански јазик во заграда е неуставен. И не се само домашните уставни експерти. Истите забелешки нели ни дојдоа од Венецијанската комисија, која е тело на меѓународно признаени експерти на Советот на Европа. Законот за јазици не ги исполнува бирањата за законска јасност и прецизност. Законот не е прецизен кои негови одредби се однесуваат за употребата на албанскиот јазик, а кои одредби се однесуваат за употребата на другите јазици од другите етнички заедници. Стои во мислењето на Венецијанската комисија. Значи, законот има многу спорни и неприменливи одредби. Например, со него сите институции, сите документи на централно ниво станаат двојазични барем на хартија. Па така тој предвидува судските, управните, извршните постапки, предистражните и стражните постапки, кривичните и прекршочните постапки, парничните и вонпарничните постапки, постапките за извршување на санкции, како и другите постапки, да може да се водат на македонски и на албански јазик. Дополнително и нотарите и извршителите треба да ги нудат услугите и документите на двата јазици. Со законот нели се формираше и агенција за примена на јазикот која има право да изрекува парични казни и глоби за непочитување. Според уставните експерти, постоењето на агенцијата е спорно и неуставно, односно дискриминаторско, затоа што таа постои само за албанскиот јазик, а не и за јазиците на другите заедници. Одредбите се дискриминаторски зашто предвидува во матичните книги, личните документи, пасошите да се користат македонски и албански, но не и јазици на други заедници. Законот за јазици, кој, како што знаете, беше усвоен во скратена постапка и со прекршување на процедурите, само како дил меѓу СДСМ и ДУИ, меѓу другото, предвидува и книжаните и кованите пари, поштенските марки, да содржат символи што го представуваат културното наследство на албанците. Значи, едноставно, нема што нема, а да не е спорно. Тоа е тоа што се однесува на правничкиот дел. А за останатиот, ќе цитирам доктор Симона Груевска, професорката од Институтот за македонски јазик, која на социјалните мрежи напиша. Прво, македонците во Македонија не се етничка заедница, па албанците да бидат втора. Македонците се државотворен народ. Второ,
Охридскиот рамковен договор е целосно имплементиран во Уставот уште во 2001 година. Се што е донесено подоцна, вклучително и законот за употреба на јазиците, демек во духот на Охридскиот рамковен договор, е всушност надвор од него. Трето, мислењето на Венецијанската комисија како советодавно тело мора да се почитува ако сакаме да бидеме европска држава. Четврто, не може јазик, што не го разбираат 75% од населението во Македонија, да биде на исто рамниште со македонскиот. Невозможно е и државните институции така ќе се блокираат. Пето, не може повредените чувства на албанците да бидат поважни и повредни од чувствата на македонците. Шесто, албанските интелектуалци треба да се засрамат со писмото што го подпишаа, ако се вистински интелектуалци. Седмо, сигурно им е многу тешко на дуи во опозиција, откако од 2001 ја нападнаа сопствената држава како терористи и потоа 23 години удобно си седеа во фотелите на власт и знаеме што правеа. Сега се закануваат пак со војна. Значи, мир во Македонија ќе има само ако терористи се на власт. А еве јас ќе додадам, еве ви доказ колку тој Ахмети го почитува македонскиот јазик. Бараат да се почитува албанскиот, а го газат македонскиот јазик. Во најновата серија скандали, закани и провокации од Али Ахмети, лидерот на ДУИ уште еднаш ја покажа својата одбивност кон официјалниот јазик на земјава, македонскиот. На денешниот протест пред Уставниот суд, додека внатре траеше седницата за оспорениот закон за јазици, Ахмети реши да зборува исклучиво на албански, без ниту најмала намера да ги уважи македонските медиуми и јавност. За целото негово обраќање не беше обезбеден никаков превод, иако тоа е законска обврска. Новинарите беа сведоци на скандалозниот игнорантски однос на Ахмети, кога одби да прозбори на македонски, официјалниот јазик во Македонија и мајчиниот јазик на околу 80% од населението. Јазикот на државата во која повеќе од 20 години е функционер и од која зема пари. Realizimin e platformës dhe të programit. Faleminderit. Портпаролот на партијата Бујар Османи се истрча во одбрана на неговиот лидер и само ги извести новинарите дека во текот на денот ќе добијат транскрипт од неговата изјава. Во однос на функцијата на Груби во партијата, имајќи ги предвид последните одлуки на Стейт департментот. Председателот Ахмети веќе даде став, така да во текот на денот ќе ги добиете транскриптите од сите тие изјави. Благодарам. Да, и таа изјава. За Груби да ни кажете. Да, имаше изјава господинот Ахмети, ќе добиете транскрипти на македонски јазик. А битно е ова. Ако може вие да кажете. Бата. Ќе добиете транскрипти бидејќи одговори господинот Ахмети пред неколку минути за тоа. Ахмети ретко говори македонски, иако го знае јазикот, но вообичаено кога дава изјава на албански, некои од партиските функционери го преведуваат. Често тоа го правеше Артан Груби, кој пак сега откако се најде на американската црна листа, не присуствуваше на протестот. Останува нејасно дали немаше превод заради отсуството на Груби или затоа што Ахмети намерно сакаше да ги испровоцира македонските новинари. Лично знам дека Ахмети знае да зборува македонски. За Османи сите знаеме. А да не правиме муабе дека некој можеше да обезбеди превод. Нели, како напише Османи на Фейсбук, мојот јазик, моје право, мојот идентитет, не го допирајте. Кој е лицемерие? Каде му е сега онаа табла на кога како европеец да им објаснува на сопствените албанци како се почитува устав, како што нас не објаснуваше како со продажба на име, знаме, историја и јазик се влегува во ЕУ. Нешто го нема, а? Така што и ова очигледно е само уште една провокација и навреда за македонците. Заради ова, неговиот Пулен Груби е на црната листа. Затоа што после 2 децении на власт, после целата здисаност, конечно заминаа во опозиција и сега во очај јаваат на национализам и сакаат да ја кренат во воздух државата за да се спасат себе си и милионите евра заработени со криминал. Неколку пати имам кажано овде во седмица дека можеби ние македонците веќе се навикнавме на ваквите испади на Ахмети. И тие воопшто не палат никај албанците во Македонија, ама со нив тие предизвикуваат немир кај нашите сојузници и таму се представуваат како фактор за нестабилност во Македонија. Па уште и со тој факт се прча едно време, демек штом се загрижени ЕУ, НАТО и Америка, тогаш на вистина нешто не ја бива. Да, загрижени се,
но не заради нарушените меѓуетнички односи, туку поради фактот дека во Македонија има политичка партија, која само поради тоа што не е дел од власта е подготвена да прави инциденти, па дури да ваде оружје од таван за да предизвикува меѓуетнички инциденти и да ја дестабилизира државата. А во моментов на никого не му треба таква дестабилизација. Така што ако Ахмети и Дуи ја минат оваа граница, им реков дека сами знаат како меѓународната заедница се справува со тие кои ги гледа како закана на своите интереси. Ги предупредив, добронамерно Дуи, да не играат со оган. Оти знаете, кога ќе им станете трн во око на американците, во случајов со подгревање на меѓуетничките тензии, казната ќе ве стигне сигурно. Ајде да сте со чиста совест кога го правите тоа, ама цела партија ви е удавена во криминал и корупција, а вие се чаталите. Епа еве ја казната. Сушност оцрнувањето на Груби и не е казна, туку само предупредување. Со други зборови Дуи е целосно поразен. Сега останува само да се оствари она што го порача амбасадорката Агелер. Ако во Вашингтон можат да ги најдат доказите, можат и македонските институции. А кога говорат американците, ете одеднаш почна гласот да допира и до нашето обвинителство. Па така, откако десната рака на Ахмети и судијата Беџети се најдоа на црната листа, од зимски сон се разбуди државниот обвинител Љупчо Коцевски. Замислете, отвори предмет под опрен глас за двајцата, поради сомнежите на амбасадата на САД, дека тие тргувале со влијание и примиле подкуп за застарување на кривична постапка од доменот на висока корупција. Ке се истражува и оној што давал подкуп, брифираше Коцевски недела. И не само тоа, туку и обвинителите се одважија да дадат налог полицијата да влезе во судските лавиринти и да обезбеди докази за случајот. Значи, ако викнат американците, може. Прашан зошто вака не беше ажурен за другите корупцијски скандали, државниот обвинител се правдаше. Не се што ќе објават политичките партии и медиумите имало елементи на кривично дело. Постои правосудна полиција и други истражни органи кои што треба да се ја завршат работата. Не може обвинителството да постапува по однос на она се што објавуваат медиумите или обвинуваат политичките партии. А за други листа од црната листа има истраги. Рамис Мерко, Стевче Јакимовски. Отворен е предмет под оперен глас и за скандалите на онкологија и набавка на компресори, изјави Коцевски. Значи, не што се што се објавува тука заслужува истрага, ама ако гукнат американците, тогаш ќе трча. Па луѓе, каде е овој човек обвинител? Во Македонија или во Тексас? Најде да видиме до каде ќе истера и оваа истрага. Затоа што не е доволно Груби само да се повлече од политиката и да замине од јавниот живот. Тој и останатите од партијата треба да ги вратат парите за кои се осомничат дека се стекнати со криминал. А треба да се бара одговорности од сите оние кои во Дуи му даваа политичка поддршка, но и оние од СДСМ кои во последните години од минатата влада му беа своевидни оперативци и обични извршители. Зарем некој верува дека Груби сето ова сам го правел? Сигурно имал своји соучесници кои сега ќе мора да одговараат. Не е можно Груби да се сомничи за криминал, али Ахмети да е толку чесен. Така што ќе треба да одговара и Ахмети за сето она што им го направи на граѓаните на Македонија, а пред се на албанците кои ги злоупотребуваше и врз чиј грб се богатеше. Како беше народната? На крајот некој ќе треба да ја плати сметката. Мислам дека тука веќе е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица. Како што ви најавив на почетокот, имавме прилично будна недела, така што во првиот дел од емисијата не стигнавме да прокоментираме се што ни се случи. Па тука пред да се одјавам, ајде да зборуваме за уште некоја тема која е од големо значење за сите нас. Со Лисици влезе во суд, со Лисици замина во шутка. Поранешниот директор на ЕСМ Васко Стефанов и уште 7 осомничени за криминал вреден 6,5 милиони евра добија 30 дена притвор. За еден е определен куќен притвор, за 13 мерки на предпазливост. Се сомничат за злоупотреби при јавни набавки и перење пари. За органите на прогонот се уште недостапен е поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски. Од обвинителството соопштија дека тој во моментов е последно осомничен за овој
овој случај не се терети дека учествувал во организиран криминал, Ковачевски е во бегство, според неофицијални информации во главниот град на Австрија, Виена. Надлежниот јавен обвинител достави предлог за определување мерки за претпазливост, односно земање на патна исправа, обврски повремено да се јавува во судот и забрана за одржување и воспоставување контакти, за кои судот дополнително ќе одлучува откако истиот ќе биде обезбеден од органите на прогон. Јавноста треба да биде запознаена дека согласно законските одредби судија на претходна постапка не може да определи постреги мерки за обезбедување присуство од мерките кои ги предлага јавниот обвинител. Во случајот со кодно име Адитив, 23 се осомничени дека создале група која во период од април 2023 до август годинава правела кривични дела, злоупотреба на постапка за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, злоупотреба на службена положба и овластување и перење пари и други приноси од казниво дело. Почна да се одмотува клопчето. Само овие не чинеле нешто околу 6,5 милиони евра. И не се само тие. Еве, минатата недела видовме дека и најстарата пица му застана во грло на апологетот на СДСМ Коста Петров. Имено тој и другиот поранешен директор на Фондот за иновации Фестим Халили заработија кривични пријави за оние лажни проекти за кои се делели илјадници и илјадници евра. Овие кривични пријави опфаќаат 3 спорни проекти: Грин Хојо, Фротирка Аде Делчево и тајната на римјаните Пинза Романа, при што финансиската штета надминува 23 милиони денари. Значи, поднесена е конечно кривична пријава за познатиот случај со рецептот за наводно најстарата пица, скандал во кој Петров доделил 40.000 евра на свој сограѓанин од Гостивар за најстарата пица во светот. Ај Ковачевски и Петров. Туку што неделава, по налог на обвинителите, полицијата конечно влези во судски совет да собира докази за случајот Дамева, односно за сомнежот дека со фалсификуван записник сакала сама да си го продолжи незаконски мандатот. Со други зборови, неделава што измина е навистина за паметење. Паднаа Груби, Дамева, Беџети, Ковачевски, Халили и Петров. Искрено, ретко се случило во Македонија во само една седмица да паднат толку познати јавни ликови, што политичари, што политиканти и директори, меѓу нив и судии. Сето одделуваше малку отрезнувачки за јавноста, носејќи доза на оптимизам дека конечно за промена корупцијата и криминалот нема да останат неказнети. Се врати дефинитивно оној збор кој недостасуваше во изминатите 7 години владење на СДСМ и ДУИ. Зборот одговорност. Добро е што конечно од обвинителството ќе допре гласот за криминалот на функционерите на СДСМ и ДУИ. Знам дека тоа не е затоа што Коцевски одеднаш се освести, туку Кутриот немаше избор веќе да ги премолчува гласните барања на власта и јавноста, кој добија силен ветер во грб со ракетниот напад на САД со црната листа. Она изјава на амбасадорката Агелер дека ако тие можеле да ги најдат доказите, можат и македонските институции, мене ми налекуваше како понуда што обвинителството не можеше да ја одбие. Се надевам дека ова што го видовме неделава, односно процесуирањето на гротескната криминална приказна на минатата власт, сега олицетворена во овие директори, први вице-премиери и судии, се само почеток на една поголема акција за расчистување со криминалот. Навистина веќе беше доста. И тука мислам дека е време да ја завршиме и ова епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Да ве потсетам дека оваа епизода, како и останатите, можете да ги најдете на YouTube каналот Седмица. За сега толку. Со Господ напред, се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.